Денес ќе зборуваме за драмата, односно развитокот на драмската литература во Македонија. Се разбира дека на сите ви е познато тоа дека македонската литература нема континуиран развиток. Меѓутоа, што се однесува до драмата, еве накратко кој е нејзиниот развиток. Прв кој што се смета дека почнал да пишувал драми е Јордан Хаџи Константинов Џинот, преродбеникот од 19-тиот век. Сушност, тој не пишувал драми во вистинска смисла на зборот со сите оние белези што ги има драмата како книжевен род, тоа биле претежно дијалошки текстови, меѓутоа ете му припаѓа приматот на основоположник на македонското драмско творештво. Потоа на ред доаѓа Војдан Чернодрински, писателот кој што од почетокот на 20-тиот век го издигнува жанрот драма кај нас во нашата книжевност на едно повисоко ниво. На сите нас ни е добро позната неговата драма Македонска крвава свадба и секако фактот што Чернодрински е основоположникот на театарската уметност во Македонија, затоа што тој го основал првиот театар во Македонија наречен Скрб и утеха, кој што работел во Софија во 1901 година. Во периодот меѓу двете светски војни, драмскиот жанр го негуваат Васил Илјовски, Ристо Крле и Антон Панов. Потоа во време на народно-ослободителната борба замира книжевноста кај нас, меѓутоа овде онде се појавуваат лиричари, поети кои што и во тие тешки времиња творат, а секако на полето на драмата треба да се спомне името на Владо Малески, кој што организирал изведби на едночинки во ослободените територии во текот на народно-ослободителната борба. Состојбата со развитокот на македонската драмска книжевност значително се менува по ослободувањето, кога на книжевната сцена се појавуваат драмите на Коле Чашуле, Бранко Пендовски, Томе Арсовски. Потоа веќе во 70-тите години го имаме Горан Стефановски, најпознатиот драмски автор од Македонија. Потоа следуваат Јордан Плевнеш, Дејан Дуковски, Венко Андоновски, кој што е актуелен и ден денес и така натаму. Темата за која што треба денес да се зборува е драмата Црнила од македонскиот писател Коле Чашуле. Веќе него го спомнавме во оној прв период од повојниот развиток на македонската драмска литература. Драмата Црнила за прв пат е изведена на сцената на Македонскиот народен театар во 1961 година, како драмски текст, како книжевен текст, издадена е нешто подоцна во 1967 година. Кои се основните белези на оваа драма? Предходно морам да нагласам дека за ликот и делото на овој македонски писател, на Коле Чашуле, може да добиете информации во учебникот за македонски јазик и литература за 4-та година и од бројните книжевни страници што ги имате на интернет. Сега ќе се задржиме само на драмата Црнила и сите оние наставни цели кои што треба да ги постигнеме со ова излагање. Значи, одиме со приказ на основните суштински внатрешни белези на оваа драма. Најпрвен почнуваме со темата на драмата. Во оваа драма за тема е избран еден вистински историски настан, а тоа е убиството, односно атентатот на македонскиот револуционер Ѓорѓе Петров, кое што се извршило во Софија од страна на врховистичката внатрешно македонска револуционерна организација. Историски ги знаете тие превирања како течеле. Тоа е темата на драмата. Мора да се нагласи дека е ова драма на идеја. Во онаа потесна поделба на драмскиот жанр имате драми на ситуации, имате драми на интриги, имате трагедии, комедии, меѓутоа оваа драма е драма на идеја, базирана на една идеја која што се пренесува низ сите
етапи на драмското дејство. Локализацијата, односно времето и местото на драмското, каде што се одвива драмското дејство. Времето е прецизирано 1921 година, земено е она време кога историски вистински се случил настанот. Местото на случување е Софија или по-конкретно во текстот, во драмскиот текст, тоа е станот на семејството Христови, нивниот дом, каде што се случуваат сите настани во драмата и тоа е едно семејство кое што живеат како емигранти во Софија, како и многу други македонци од тоа време. Драмското дејство на драмата. Кога станува збор за драмското дејство, познато е дека тоа треба да ги содржи или најчесто ги содржи оние 5 етапи: експозиција, заплет, кулминација, перипетија или пресврт и расплет. Во случајот на овој драмски текст може да кажеме дека може би и недостасува некоја етапа, меѓутоа драмското дејство е целосно развиено од страна на писателот. Композицијата е базирана на 4 дејствија, односно 4 подтематски целини. Сите си имаат своја содржина преку која што се расветлуваат драматичните ситуации од ова драмско дејство. Првото драмско дејствие, например, представува еден вид вовед за познавање со ликовите. Во тоа дејство се вклучени Неда, Луков, Христов, Иван. Предочени се плановите на организацијата за акцијата што треба да ја изведат. Во второто драмско дејствие веќе почнува да се насетува заплетот во оваа драма, во овој драмски текст. Потоа во третото дејствие веќе се движи целата содржина кон достигнување на врвната точка до кулминацијата, за потоа да почне таа линија на одвивање на драмското дејство да опаѓа. Петтата работа за која што треба да се зборува и да се знае се ликовите и нивните атрибути. Се разбира дека за да ги откриеме атрибутите на ликовите, неминовно е да се прочита текстот на драмата, за да може да се извлечат тие карактеристики на ликовите. Преку секоја реплика, преку секоја дидаскалија, Коле Чашуле се потрудил и успешно го направил тоа да ги долови психолошките профили на ликовите кои што се носечки во оваа драма. Пред се, тука ќе го спомнеме ликот на Луков, ликот Фезлиев, ликот Младичот, како главни и носечки ликови. Присутни се и други ликови во драмата, меѓутоа тие само им служат на овие 3 главни лика. Идејата на драмата. Која е идејата, какви пораки носи? Бидејќи спомнавме дека ова е драма на идеја, идејата во оваа драма се протега на моралните падови на човекот. Драмата носи идеја за предавството, како такво, како чин. Идеја за забивањето нож в грб, односно изневерувањето на идеалите, изневерувањето од страна на пријателите. Едноставно, идејата што ја носи оваа драма е идејата за синдромот на самоуништување, што секако постои. Драмското дејство на драмата Црнила го краси изразита напнатост. Низ целата драма, како да се протега кулминацијата, односно врвната точка што го држи читателот во една вистинска напнатост. Има ли расплет оваа драма? Можна ли е поинаква разврска на драмското дејство отколку она која што ја дава Коле Чашуле низ својот текст? Која порака се извлекува од оваа драма? И на крајот,
што научивме или што би научиле од овој текст? Дали историјата ни се повторува? Тоа се прашања кои што секој читател треба да си ги постави. Има многу силни зборови во драмата, има извадоци кои што може и ќе бидат препратени во визуелниот дел од ова обраќање.